Ако се вратите назад во времето, од најмали нож, за да кажеме, што она што го правите, што сте го правиле постојано до денес? Не зборуваме за некои основни потреби, јадење, спиење и така натаму. Што она што сте го правиле преко целото време, постојано? Били сте постојани во нешто. Лично за мене, кога ќе се вратам назад, да кажеме од моите 6 години, на 6 години и 2 месеци ми запишаа во прво оделение. Тогаш не беше вообичаено таква возраст да ги запишуваат 7-8 години, мене ме запиша на 6 години и 2 месеци. И од тогаш па до денес учам. И тоа е нешто што го правам постојано. Основно, средно, факултет, па во Софија друг факултет, во Виена магистратура, па потоа во Софија на теолошкиот факултет со предавања, треба да се подготвуваш, па семинари, како што беше минатата недела, и така. И ќе продолжам, додека можам, додека не остарам. А велат дека човек престанува да, кога ќе престане да учи, тоа е показател дека остарел веќе. Така да вие што не учите веќе, сте стари. Ние што учиме сме се уште млади. Другото нешто, која е така, од истото време, од 6 години, почнав да го правам и континуирано го правам до ден денес, е спортувањето. Тоаш беше популарна во Струмица гимнастиката, имавме многу добра гимнастичка школа и тоа траеше до 8 оделение. До 8 оделение натаму веќе сите оние што тренирали гимнастика требаше да се насочат на други спортови. Јас не се насочив на некој конкретен спорт, но продолжив во најразлични. Во еден период купивме сите тркачки точаци, па возевме низ Валандовско брдо, одевме на Сувилаки и се обидувавме така да постигаме некои резултати. Па имало и кревање на тежини, и пливање, и така до ден денес. Постојано некакви спортови, спортски активности. И продолжувам, и понатаму. И ќе го правам тоа додека не остарам. И кога повеќе нема да спортувам, тоа е знак дека веќе сум стар. И сите што не спортуваат, значи веќе, како што оние што не учат, веќе се стари. Меѓутоа, во онаа спортската област не постигнав некои значени резултати. И која е причината зашто не постигнав никакви резултати? Може некој да ви каже, па не те бивало, веројатно. Не те бивало за спорт. Може би тоа е причината, но има една друга, поголема и поважна причина. Никогаш не сум си поставил за цел во животот да станам, да постигнам некои спортски резултати. Цело време на спортот сум гледал како на рекреација. И се уште гледам на спортот како на рекреација. Нешто што ме релаксира. Така. Задоволство. И кога некој прави нешто, не поставувајќи си цел, туку го прави само така, нема некои големи резултати. Нема да стане шампион. Меѓутоа, ние како христијани сме поставени во една трка. Сите сме во трка, духовна трка, и ние сме во една трка во која ако не се посветиме целосно, ние бесплодна, тоест ние празна и суетна. Тоест ние се поставени во една трка во која треба да се посветиме најодговорно и најсериозно. Или, ако не се посветиме сериозно, подобро да не ја трчаме. Зашто трката е бесплодна, напразна. Залудна е таа трка. Сите ние сме поставени во еден духовен маратон, кој треба да го истрчаме заради наградата. Во христијанството не можеме да се надпреваруваме во таа трка, а само за задоволство или само за релаксација. Во духовната трка мораме да дадеме се од себе и на крајот успешно да ја завршиме. Тоа е единствената трка во животот во која секој мора да си постави за цел успешно, со најдобар резултат да ја постигне.
Сите се наоѓаме во таква трка. Апостол Павле, во текстот што го прочитавме, говори за неговата трка и за примерот кој треба да го следиме од него. Како тој ја трча, како тој се стреми да го достигне она за кој бил достигнат од Исус Христос. Во првиот стих што го прочитавме, а тоа е 10 стих од 3 глава, тој ни кажува кон што се стреми, која е неговата цел. И тој вели: сакам да бидам во секако Христос, во неговите страдања, во неговиот крст, во неговата смрт и во неговото воскресение. Сакам да бидам со Христос во се. Христос мене ме придобил за нешто. И јас сакам да го придобијам она за кое што Христос мене ме придоби. И вели: трчам, се стремам со сите сили да го придобијам она за кое што Христос ме придоби мене. А Христос мене ме придоби за да бидам во се како Христос. Да бидам Христов во мојот живот. Да го следам Евангелието на крстот, кој значи Евангелие на страдање, смрт и воскресение. Во 2 глава 5 стих апостол Павле вели: сите да ги имаме мислите што ги имаше Исус Христос. Тој нас не придоби за да ги имаме неговите мисли, за да можеме да го живееме неговиот пример, неговиот живот. Секој еден од нас. И трката во која што се наоѓаме е стремежот, секојдневното трчање кон постигање на тие цели. Тоест, да бидеме во се со Христос и како Христос. Да бидеме како Христос во неговото служење, во неговото смирување. Тој беше Бог, стана човек, стана слуга, отиде на крстот. Да бидеме во нашиот живот смирени како Него, да го поставяме другиот пред себе, да гледаме на другиот како на повисок од себе си, да не гледаме само на себе си. И во тоа смирување да го следиме Христовиот пример. И така, само така, ќе бидеме со Христос и во воскресението. Само така ќе го достигнеме толку очекуваното воскресение, во кое што ќе го добиеме Христовото воскреснато тело. Тоа е стремежот на апостол Павле. И ај сега да видиме што не советува, кон што не насочува. Нема да има текст овдека, сакам мене да ме гледате ова вечер. Јас сум поубав од Вимот. Вели: не сметам воопшто, не тврдам воопшто дека го достигнав она за кое што се стремам. Тоест, не достигнав или не сметам воопшто дека сум совршен. Неговиот стремеше да биде како Христос во се, во служењето, смртта и воскресението. И вели: многу сум далеко од мојата цел. Не сум совршен. И ова го кажува човек кој го расшири до тој момент, тој веќе го расшири Евангелието од Ерусалим до Рим. Тој човекот кој во тоа време имаше основано повеќе цркви од било кој. Тоа го вели човекот кој напише повеќе книги во Новиот Завет од било кој. Веќе 2/3 од неговите послања се напишани. Тој човекот кој беше вознесен до третото небо и виде нешто што никој друг не беше ги видел до тој момент. Тој беше во Божото царство, вознесен. И вели: далеку сум од целта кон која што се стремам. Далеку сум од тоа да бидам во Христос и со Христос во се. Многу сум далеку. Треба уште многу да трчам, треба уште многу да се стремам, треба уште многу напор за да ја постигнам целта. За да ја трчаме трката постојано, треба да го имаме ставот на апостол Павле. Тоест, да осознаваме постојано колку сме далеку од она за што не придобил Христос, да бидеме како Него. Кој е нашиот проблем? Нашиот проблем е што многу лесно се задоволуваме со духовните успеси. Јас поверував и сега доаѓам на црква и седам во црква.
Сум постигнал. Многу сум постигнал со тоа што не сум како другите што не одат на црква. И мојот христијански живот се следува на одење на црква, седење во црква и слушање на проповеди. Апостол Павле не говори за таков христијански живот. Тој говори за христијански живот во кој што ти постојано одиш напред. Вели, ова што сум го постигнал досега е ништо, нула е. Не сум постигнал ништо. Имам уште многу работи што треба да ги достигам. Ме чека крстот Христов, ме чека вознесението, воскресението на Исус Христос. И не застанувам, продолжувам напред. Христијанската трка е, христијанскиот маратон е секојдневно усовршување. Вели, не сум совршен. И затоа сакам да се усовршувам секој ден. Знаете ли кој е најголемиот првиот чекор кон уназадувањето? Задоволеноста од постигнатото. Постигнав и крај, нема што понатаму да правам. На овој семинар, што го посетувавме, немаше пастори. А токму за пастори е семинарот. Знаете зашто немаше? Велат, ние завршивме факултет и сега знаеме се. Сега не е доволно Библијата во джебот, ќе заставаме на авонот и ќе проповедаме. И затоа не одиме напред. Нема усовршување. Задоволни сме од тоа што сме го постигнали. Веќе знам многу повеќе од другите. Апостол Павле не вели, јас постигнав повеќе од другите. Да, тој постигна повеќе од другите. Многу повеќе од сите други апостоли беше постигнал. Но неговата мерка не беше постигањето на другите. Неговата мерка беше Христовиот стандард. Да бидам како Христос. Во неговото служење, смирување, слугување, смрт и воскресење. И тоа е мојот стандард. И далеко сум. И затоа се стремам да го достигнам тој стандард. Има еден вистински случај, еден од најпознатите древни уметници, Диамантес, мислам дека беше. Отишел да учи сликање кај некој добар учител и после неколку години успеал да нацрта неколку добри дела, ремек дела. И си рекол, достигнав врвот. И седнал и со денови се воодушевувал на сликите. Еден ден кога отишол, пак да седи да се воодушевува, видел дека сите се уништени. Уништени. Изгорени. Покинати. И влегол неговиот учител и му рекол, ги уништив твоите ремек дела. И тој се изнервирал и му кажал, како можеше најдобрите дела ти да ги уништиш? И овој му рекол, ги уништив зашто тие беа кочницата за твојот напредок. Беа многу добри, одлични, но не совршени. Ни треба да се стремиме кон совршени дела. И се што ти стои на патот, треба да го уништиш. За таква трка говори апостол Павле. Во христијанскиот живот одиш напред. Нема пензионирање. Нема прекин. Додека сме овде на земјата, одиме напред и се усовршуваме. Павле е во затвор, кога го пише ова послание, и затворот не го ограничува да оди напред. Во оковите не го ограничуваат да оди напред, да се усовршува. Ништо не може да ме попречи, ништо не може да ме натера да паднам во некоја летаргија. Продолжувам напред, се усовршувам. Јас веќе имам служење, некакво. И се задоволувам со тоа, служењето. Свирам, правам нешто. Во служењето треба да се усовршуваме. Во се што правиме треба да се усовршуваме. Работам некоја работа, професија. Ако работиме за Христос, ќе сакаме да стануваме се по-добри во професијата што ја работиме. Постојано усовршување. И продолжува понатаму, од кога завршува се на задоволството, апостол Павле, и говори за посветеноста. Вели, се стремам да го достигнам она за кој самиот бев достигнат од Исус Христос. Христос ме достигна за нешто. И тој кажува зашто сме достигнати од Христос. Да бидеме како Него, во воскресениот, во вечниот живот.
Јас, вели, се стремам да го достигнам сето тоа. И тука го употребува збор што стремам, во наредниот стих го употребува збор што трчам. А пак, малку пред тоа, кога говори за својот стар живот, вели, ја гонев црквата. И сите ове три збора, гонев, стремам и трчам, се преводи на еден исти збор, грчки збор. Збор кој значи така да правиш нешто, да трчаш, да се стремиш, што ќе ги вложиш сите сили. Ќе се напнаш целиот и ќе се насочиш кон нешто. Зборот е диоко и е збор кој го опишува животното, кој го гони пленот. Кога тој вели дека ја гонел црквата, го употреба тој збор. И сака да каже дека ја гонел црквата како што зверот со сета сила го гони пленот за да го фати и да го изеде. Во првиот дел на 3 глава вели сите сили ги насочував за уништувањето на црквата. А сега сите сили ги насочувам за градењето на црквата. Зошто? Зашто бев освоен од Исус Христос. Бев досегнат од Исус Христос. И јас сега сакам да го досегнам сето оно за кое што Христос ме досегна. Трчи со сета сила. Ако не трчиме да го освоиме Христос, ако се задоволиме со тоа што сме, со тоа што сме постигнале, ќе станеме како тоа на црквата во Лаодикеја. Што велеа оние? Што велеа христијаните таму? Богат сум и што? Не ми треба повеќе ништо. Постигнав многу. А пак Христос им вели: колку сте голи, колку сте бедни, колку сте несрекни, колку сте сиромашни. Знаете, славата, успехот ќе не заслепи, за да не можеме да ја видиме голотијата. Се стремиме, вели апостол Павле, постојано. И продолжува пак, нели, со тоа, дека не го достигна, все уште вели не го достигна во 13 стих, но правам едно нешто, постојано, секојдневно правам едно нешто. Тоа едно нешто е да го заборавам тоа што е зад мене. И секојдневно да гледам и да се насочувам напред. Го заборавам она што е зад мене, се стремам кон она што е пред мене. Зошто вели го правам тоа? Зошто тоа што е зад мене ќе ме кочи постојано. Може да е успех. Апостол Павле имаше успеси. Многу успеси имаше во Божјото дело. Тој е науспешниот апостол. Вели, не дозволам тоа да ме парализира во мојата трка кон досегање на она за кое што сум досегнат од Исус Христос. И затоа секојдневно заборавам она што е зад мене. Сите успеси, па дури сите фрустрации. И продолжувам напред. Кон она за кое што сум досегнат од Исус Христос. Вели, тоа е најважната трка во животот. Мојата најважна. И повторно зборот трчам. Повторно зборот диоко. Со сета сила трчам напред. Кон се поголеми достигања во она за кое што сум досегнат од Исус Христос. Да можам да зграбам, како животното што трчи собио да го зграби пленот, да зграбам што можам повеќе од Исус Христос. Од она за кое што сум самиот досегнат од Исус Христос. Многу луѓе, многу христијани не трчат, зашто западнале во духовна склероза. Живеат во старата слава. Колку има христијани во Македонија сум ги чул, велат, на времето, какви младински групи имаше, какви цркви имавме, какви проповедници имавме. И живеат во тоа време. И не можат да ги видат можностите што денес Господ ни ги дава да градиме, да создаваме, да твориме. Минатата недела или поминатата недела со тетка ми, ја несовме тетка ми на психијатар. И тогаш разбрав кој е нисиниот проблем. Она живее во она убаво време
пред 30 на 40 на години, кога работела во железара. Имала добра позиција, имала многу привилегии. Живеел убав живот, комотен живот. И не може да излезе од тој живот. Се уште живее во 80-тите, 70-тите години. Господ сега и дава такви можности да живее можеби уште подобар живот во христијанско семејство, меѓу христијански пријатели, браки и сестри. Не може да го живее тој живот. Зошто? Зошто останала заробена од тој живот, од тоа време. И не може да ги види благодетите што сега може да ги има. Сега. И да се стреми кон уште подобар живот. Живот што Господ може да и го даде. За жал и ние како христијани запаѓаме во таква состојба. Во некакви времиња што биле добри, успешни, христијански. И се остануваме таму, се заробуваме. И не можеме да мрднеме напред. Сме истрчеле неколку километри во духовната патека и заспиваме таму, задоволни со оно што било во минатото. Оно што живее во минатото нема иднина. Нема цел во животот. Станува заробен и не може да види што Господ му дава, кон што треба да трча. Го има и во книгата, го знаете, тој пример за човекот кој требал да биде опериран, меѓутоа операцијата била опасна и можела да засегне или центар за памтење, или центар за гледање. И докторот го прашал, кога ќе пристапиме, на што да внимаваме повеќе? Што ти значи повеќе? Спомените од минатото или видот? И човекот рекол, дефинитивно сакам да ми го зачувате видот. Не ми е толку важно што било и кај сум бил. Многу повеќе сакам да гледам кај одам. И тоа е вистината. Нашиот живот во Христос е секојдневен стремеж. Секој ден е нов лист кој можеме да го испишуваме. Секој ден е нова милост, нова благодат. Секој ден е можност за нов почеток. Тоа е животот во Христос. И апостол Павле тоа го вели овдека. Едно нешто правам. Кон едно нешто, она што го кажа Господ Исус Христос на Марта. Марта, ти за многу нешта се грижиш. Но има само едно нешто што е важно. А тоа е да живееш со мене. Јас сум важно. И апостол Павле вели, само едно нешто правам. Оставам се што било за мене. И само гледам кон Христос. Се стремам кон Него. Да го досегнам она за кое што сум бил досегнат од Него. Трчам кон целта за наградата на горното призвање од Лот во Христос Исус. И повторно трчам. И повторно зборот диоко. Тоест, со сите сили одам кон целта. Вложувам се од себе. И се некој ќе каже, па добро, нели спасението е по благодат? Нели Христос не спасил веќе? Зошто треба со сите сили да се стремиме да стигнеме до целта? А целта за апостол Павле е воскресението и вечниот живот со Исус Христос. Христијанството многумина го замислуваат како седење на сплав. Сплавот е пловното средство за кое нема потреба од човечки усилби. Го движи реката и сплавот се оди според течението на реката. Други пак христијанскиот живот го замислуваат како кајчиња. Во кајчето ти цело време веслаш и се зависи од твоите усилби. Христијански, да, ние сме спасени од Бог и ние сме освоени од Него. Но ако ги имаме мислите на Исус Христос, ние ќе се стремиме кон приграбување на она за кое што Христос не освоил. Христос веќе го освоил спасението за нас. А ние треба да се стремиме да го освоиме она за кое што Христос веќе не освои. И тоа е вистината. И овде апостол Павле ќе почне да говори за оние кои трчаат друга трка, христијани, и тоа е овдека страшното. Кога последен пат слушнав проповед во петок за овој текст, ме уплаши ова проповед. Ме уплаши зашто недоволно јасно и кажуваме предупредувањата што апостол Петар ги изнесува многу јасно. Со солза ги изнесува зашто се многу страшни овие предупредувања. Тој им вели, следете на нас кои трчаме кон вистинската цел, ние кои сме зрели,
и искусни. Следете на нас. Дури ако не разбирате зошто треба да наследите, дури ако не ги гледате, ясно работите, со вера следете не. И молете се Господ да ви открие. И оно што сум го видел досега во христијанскиот живот, многу работи кои не ми биле јасни, кога со вера сум почнал да ги правам, Господ ти го дава откровението и почнаш да ги разбираш. Не ми било јасно учењето за Светата Троица. Ама прифати ја со вера. Ја прифатив со вера. Библијата вели дека Бог е триеден. И со текот на времето Бог ми го откри. Сега немам никакви дилеми. Многу ми е јасно што значи троединството. Не можам да го видам јасно, можам да го осознавам. Прифати го, вели апостол Павле. И Бог ќе ти открие. А ако пак не сакате, секој сам избира што прави. Но која е опасноста? Која е последицата ако вели имајте нас за пример и гледате на оние што живеат според примерот што го имате во нас. Угледајте се во нас. Ако не се угледате во нас, вие ги следите друг пример. А кој е другиот пример? Примерот на оние кои живеат како непријатели на Христовиот крст, иако се христијани, тие живеат како непријатели на Христовиот крст. Зошто? Зошто нивниот Бог е стомакот. И кога вели стомакот, слободно можеме да го вклучиме зборот задоволствата. Земните задоволства. Или овој свет. Она што го нуди овој свет. Ако не следите нас, вели апостол Павле, го следите Христовиот пример, го следите Евангелието на крстот. Ако не наследите нас, другите, вели, нудат Евангелие на задоволства. И то не е Христовото Евангелие. Денес се повеќе се шири Евангелието на задоволствата. Денес луѓето го прифаќаат Христос кој нуди задоволства. А таков Христос не постои. Денес луѓето бараат христијанство чии што Бог е стомакот. Денеска луѓето, и тоа се помасовно во светот, бараат христијанство кој ќе им понуди просперитет, успех во работата, семејството, во образованието, во секој поглед. Мислите на Исус Христос беа поинакви. Тие беа мисли на страдање, на давање на себе си, на унизување, зашто само така доаѓа возвишувањето. Која е опасноста од следењето на примерот на оние чии што Бог е стомакот? Вели, нивниот крај е погибел. Тие нема да достигнат до на воскресение кое ние го очекуваме и на кое ние се надеваме. И тука е сериозното предупредување кое ми е страв дури да го кажам. Има цели движења кои нудат такво евангелие и се многу популарни. Нивниот крај е погибел. Ако не се стремиме кон Христовиот крст, ако не го следиме евангелието на крстот, нашиот крај ќе биде погибел. И тоа е вистината. Апостол Павле вели, со солзи го говорам тоа, но тоа е вистината. Ако не трчаме со сета сила кон она за кој што Христос не придобил, нема да го имаме. Ако не ја трчаме трката до крај, нашиот крај ќе биде погибел. И тоа е вистината што апостол Павле ја изнесува. И тоа е предупредувањето. Да внимаваме какви примери следиме. Апостол Павле слободно и вели, следете ме мене. И ќе бидете, и тоа е гаранцијата дека ќе стигнете до целта, до вистинската цел. Ако ги следите другите, лошите примери, лажните учители, вашиот крај ќе биде погибел. Тежок е крстот. Тешко е евангелието на крстот. Не е пријатно. Луѓето повеќе го сакаат другото евангелие, зашто е пријатно. Апостол Павле го следеше ревностно. Многу убав пример даде овој еден човек од Англија кој дојде да земе учество во тој курс, во тие семинари, или ако можеше во тоа време да се направи рентгенска слика на апостол Павле.
Вие ќе видевте деформирани коски. Неговото тело од каменување, од бродове беше целото искршено. Кој знае како се растувале коските во него. Тоа беа знаците во неговото тело од следењето на Христовото Евангелие. И апостол Павле не се откажа. Ништо не го спречи со сета сила да трча напред на тоа Христово Евангелие. И во Скопје ги има, се појавуваат пастори кои нудат поинако Евангелие. Велат, дојдете кај нас, ќе бидете ослободени од сите магии, од сите болести, од сите демони и ќе имате успешен живот. Ќе успевате во се што ќе почнете да работите. И знаете ли што? Еден таков човек почна во Скопје да работи. За една година направи црква од повеќе од 200 души. Никој се уште не успел во Скопје тоа да го направи со вистинското Евангелие. Апостол Павле вели, крајот е погибел на таквите учења. На каква патека трчиме? Кон што се стремиме? Од тоа ќе зависи на крајот што ќе дочекаме. Ако не се стремиме кон она за што Христос не придобил, нема да го добиеме. Христос не придобил за неговото воскресение. Да бидеме со него во се, во страдањата, крстот и воскресението. Ако не се стремиме кон тоа, туку се стремиме кон земните работи, крајот нема да биде она воскресение што го очекуваме. Многу е јасен апостол Павле овдека. Појасно не може да биде од тоа. И би било штета толку јасен текст да го замаглиме и да го ублажиме на некаков начин. На која патека сме и како трчаме? Дали трчаме? Се движиме ли напред? Ако стоиме во место, нема да стигнеме до целта. Не е лесно. Навистина не е лесно. Има пагине. Но знаеме дека Христос не досегнал веќе и не држи. Наше е, кога ќе доаѓаат моменти на слабост, обезхрабрување, да ја фатиме раката што веќе не држи и да не се испуштаме од таа рака. Таа рака никогаш нема да не испушти. Христос не досегнал веќе, не држи. И ако го следим, ако сите ја трчаме истата трка, ако сите се движиме кон една иста цел, тогаш, и ако ги имаме сите истите мисли на Исус Христос, тогаш што ќе има? Ќе има единство. Ќе бидеме заедно. Нема да сме раштркани, нема да се движиме еден спроти друг. Сите ќе се движиме во една иста патека. Додека изучувавме ова Евангелие, преобладуваат две мислени, две основни идеи. Некој застапува дека посланието говори за радост, ги охрабрува филипјаните да се радуваат. Другото толкување беше дека темата е единството, да се постигне единството во црквата, зашто очигледно филипјаните се разединети. Тоа се навистина две доминантни теми кои имаат една иста идеја на крајот, на краиштата. Може ли во една црква да има радост ако нема единство? Не може. Зошто немале радост тие луѓе? Зашто немале единство. И апостол Павле им вели, имајте ги сите мислите на Исус Христос и ќе бидете радости. И ќе имате единство. И тоа ќе ви донесе радост. Повеќемината од нас знаат што значи да се служи во црква во која нема единство. Се биле во таква црква. Јас сум бил, сум служил. И јас бев пастор и проповедав во таква црква. Знаете што? Не што немаше радост, не ми се одеше на црква. Не ми се одеше. Кога ќе дојдеше недела и како што се наближувавме на кај црквата, грудката што беше внатре, растеше се повеќе, тежината стануваше поболна. Не ми се одеше на црква. А за радост не помислувавме. Тоа е проблемот на оваа црква. Не се стремеле кон онаа за што се досегнати од Христос. Секој се стремел за некои своји работи, некои своји лични интереси. Некои суетни мотиви ги воделе луѓето. И во тоа неединство немало радост. Имало раздор, имало кавги, имало конфликти. Кај што има конфликти, нема радост. И затоа апостол Павле им вели, имајте ги мислите на Исус
Христос. Јас ги имам мислите на Исус Христос. Јас се стремам кон она што се стремеше Исус Христос. И вие сите следете го мојот пример. Следете ме мене како што јас го следам Исус Христос. И кога сите ќе ги имаме истите мисли, тогаш нема секој да мисли за себе, туку ќе мисли за другиот. Нема секој да се смета за погорен од другиот, туку ќе го смета другиот за погорен од себе си, зашто самиот Исус Христос сите нас не постави како погорен од него, така што тој стана пониш од нас, тоа што стана слуга и умре на крстот. Кога ќе ги имате сите тие мисли на Исус Христос, ќе има единство и ќе има радост. И сите ќе трчаме кон онаа големо славно воскресение што го очекуваме. Вели, го очекуваме Спасителот, Господ Исус Христос, кој ќе го преобрази нашето понижено тело, да се сообрази со неговото славно тело, според дејството на неговата сила, со која може да покори се под себе. Гледате ли кон што се стреми апостол Павле? Се стреми да стане во секако Христос и на крајот и телото да му биде преобразено според преобразеното тело, според славното тело на Исус Христос. Ке го имаме славното тело на Исус Христос. Ако сега се насочиме по патот, патеката, трката, што води кон крстот. Евангелието на крстот. Ако сме непријатели на крстот, барајки земни нешта, следејки го земното, нема да стигнеме до она за кое што се надеваме. Христос не досегна, за да го имаме неговото славно тело еден ден. Затоа, мили и многу сакани мои браќа, за кои копнеам по вас. Вие сте мојата радост и мојот венец. Стоите така цврсто на тој став. Да трчате по патеката која води до воскресението за кој Христос не освои. Со сите сили останате на таа патека. Тоа е желбата на апостол Павле. И тоа е Божјата воля за нас. Кај се наоѓаме во моментот? Кај треба да стигнеме? Мотивирани ли сме? На каде се движиме? Кои се нашите насоки? Со каква динамика се движиме? Кон што се стремиме? Од тоа ќе зависи и кај нас во црква. Колку ќе има радост, колку ќе бидеме единствени. Господ да ни помага во сето тоа. Многу јасно пишува дека според дејството на неговата сила ние ќе ги постигнеме тие работи. Тоа е во нас и имаме силата. Треба да се насочиме, а тој во секој миг ќе не води. Тој не освои веќе. Сега ние да се стремиме да освоиме колку што можеме повеќе од неговото. Колку што можеме повеќе да станеме како него, буквално во се. И на крајот да бидеме во неговото славно тело. Амин.